Почитувани, продолжува расправата по амандманите на Комисијата за финансирање и буџет, а СДСМ и понатаму ги одбива предлозите на ВМРО, ДПМН и коалицијата, кои се на барање на граѓаните. Во текот на изминатите денови се закануваат дека ќе го поништат изгласаниот амандман со кој на вработените во јавната администрација е предвидено да им се зголемат платите за 15%. Амандманот, поднесен на барање на Сојузот на синдикатите на Македонија, треба да се потврди и од Законодавно-правната комисија. Се надеваме дека ќе преовлада разумот кај колегите и ќе сватат дека покачувањето на плата во услови кога инфлацијата кај храната е 30% е неопходност, а не расипништво. Почитувани, денес пратениците ќе го разгледуваат амандманот кој се однесува на викенди без ДДВ. Ова е еден од 10 предлози кои ги усвои Централниот комитет на ВМРО ДПМН и кои е неопходно да бидат вклучени во буџетот за 2023 година. Со предлогот на ВМРО ДПМН и коалицијата се предвидува секој викенд, додека во Македонија има прогласено кризна состојба во енергетскиот сектор, а тоа е до 30 април 2023 година, да има викенди без ДДВ за прехранбени производи. На овој начин граѓаните ќе можат да купуваат основни прехранбени производи, а потоа парите заплатени од ДДВ да ги добијат назад на своите трансакциски сметки. Огромни се даночните приходи на државата поради инфлацијата, храната е во просек поскапена за 30%, а кај некои производи поскапувањето надминува дури и 100%. Како пратеници, најмалку што можеме да сториме е да ја воведеме оваа времена мерка додека не се нормализираат цените на прехранбените производи. Граѓаните најчесто купуваат леб, зејтин, шеќер, сувомеснати и млечни производи, а не китови, ајкули и делфини, како што мислат во влада. За крај, апелираме колегите од мнозинството сериозно да размислат за предложениот амандман за кој што денес ќе расправаме. За државниот буџет овие средства се незначителни, а за граѓаните и тоа како битни. Нека намалат владините функционери со испумпување на државните пари кон своји трансакциски сметки и ќе има пари за граѓаните. Ви благодарам, дали имате прашања? Доколку не, тоа е се.